Почитувани, по 5 години голем број на докази, а Бази го заштити Филипче со чување на предметот и доказите во фиоките на обвинителките Вилма Русковска и Елизабета Јосивовска од специјалното јавно обвинителство. Еве зошто Филипче, кој треба да одговара за модуларните болници, а Бази директно го заштити. Имено, Артан Етеми, поранешниот економски директор на Тетовската болница, кој беше осуден на 1,5 година затвор за случајот со модуларната болница, до последен момент одбивал да ја прими и да ја пушти во употреба модуларната болница. Да подсетиме, болниците кои биле набавени и поставени како стоки, кои во ниту еден случај не може да бидат користени како објекти за здравствена дејност, биле направени според техничка спецификација на лице поставено од Венко Филипче. Зошто повторно го споменуваме ова? Затоа што повеќето директори на болници низ цела Македонија се противеле на поставувањето на модуларни болници, бидејќи немало приклучоци, немало надзор, немале средства за да платат приклучоци, да ангажираат фирми и така натаму. Во овој дел, Светска банка барала да види одобрение за поставување и употреба на модуларните болници и извод од катастар со цел за да се покаже одржливост на проектот, но одобрение за градба не можела да издаде ниту општината, ниту Министерството за транспорт и врски, бидејќи не е запазена процедурата и одредбите од Законот за градење. Катастарот одбивал да врши упис на истите, бидејќи се набавени како стоки и нема извештај од надзор согласно членот 74 од Законот за градење за да се запишат, а катастарот врши упис само на недвижности. Економскиот директор на Тетовската болница, каде што се случи пожарот, до последен момент се противел на поставување на модуларните болници, бидејќи не се опремени за да се издава здравствена и медицинска нега, ниту пак биле во рамките на законските прописи. Сепак, со одлука на Министерството за здравство и тогашниот министер Венко Филипче, модуларните болници се пуштаат во употреба. Клучен факт е дека во моментот на критичниот настан, модуларната болница во Тетово нема одобрение ниту за поставување, ниту за употреба од Министерството за здравство. Болницата изгорела за неполни 2 минути, зашто има и снимки, листа на документи и докази кои јавното обвинителство ги криеше. Бараме одговори од Абази, зошто основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција го заштити Филипче, зошто обвинетите, поранешни директори на Тетовската болница, рекоа дека вистинскиот виновник треба да седи до нив на обвинителна клупа, а тоа е Венко Филипче. Ви благодарам. Прашање? Откако сите опозицијски партии се согласија за предпремани парламентарни избори во СДС, дали овие избори би се одржали покрај тоа што не ги инициира најголемата опозицијска партија? Така, ви благодарам на прашањето. Видете, нам, граѓаните, ни дадоа мандат од 4 години за да реализираме реформи и проекти и наша цел е да одиме на редовни избори во 2028, колку што трае мандатот. Но, доколку опозицијата побара предвремени избори, нема да бегаме од истите, туку напротив, ќе ги прифатиме и ќе ги поразиме. А оние кои се најгласни за тоа дека довербата на граѓаните кон ВМРО ДПМН опаѓа, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, тие бегаат од избори како ѓавол од темјан. Така да, доколку се побараат избори од најголемата опозицијска партија, тие и ќе ги добијат.